Поранешен градоначелник на Скопје, бизнисмен, влюбеник во спортот, со кого пред 20 години кометал Ѓорче Петров ја освои европската титула, влюбеник во музиката, а од неодамна и со нов имидж, господинот Трифун Костовски гостин со мене во студиото на Репортер. Господине Трифун, добар дојдовте. Добар ден, добро најдов, срдечен послед до вас домаќините одека во Репортер и до секако гледачите кои ќе следат оваа емисија. Ви благодарам на убавите зборови. Ајде фатам вака со ред, во најавата кажав, првиот човек на кометал Ѓорче Петров, со кого ја освоивте пред 20 години европската титула, неодамна 20 години јубилеј прославивте. Па не би рекол дека јас бев прв човек, туку јас бев еден од алката на луѓе кои што допринесоа да донесеме таа титула во Скопје, во Македонија. Објективно без ракометарките, без стручниот штаб, без управата на клубот. Јас видете вака денеска во светот на спортот има многу поголеми финансиери, ама тешко стигнува до титулата. Тоа е прекрасна комбинација која ќе го споите и капиталот и луѓето кои што умеат тоа да го направат, да донесете нешто што е многу. Навистина денеска гледаме колку е тежината на таа освоена титула, прва освоена титула, која буквално станаа веднаш после војната од 2001 година во Македонија и кога народот знае што некако со големо воодушевување изреагира со емоции полни и тој чин не може да се заборави. Меѓутоа, тој чин не смееме да го заборавиме, ама во ниеден момент тоа не треба да биде последен чин за освојување титула. Так, добре, веќе ве вратам 19 мај 2002 година. Пошто се сеќавате на тој ден, какво беше чувството да се биде од онаа страна, онаа прослава потоа на плоштадот? Јас бев сигурен дека титулата ќе обезбедиме. Што знам, има предчувство и ќе го памтам тој ден за еден прекрасен настан кој што Леруа, тоа беше едно време представник на Европската унија во Скопје, во кој изрази вика, бидејќи он учествуваше во самиот настан во која Скопје, цела Македонија букна одеднаш кога се освои титулата, вика, јас сум доживеал се во светот. Меѓутоа, ваков издив на емоции немам видено нигдека. И јас бев многу горд. И јас ги памтам тие 5-6 сата кои што од кога се освои титулата, малиот мој син Филип, кој што веќе денеска возрасен маж, он цело време ги споделуваше тие симпатии со мене и таа радост, меѓутоа пошто беше мал морал да го носам цело време на кркушки. И знам дека 6 сата он не се симна од мојот грб. И затоа денеска имам силна што вика црвите леѓа. Да. Тоа е еден спомен кој што вечно ќе го запаметам со Филип на кркушки и баш сега по повод самата прослава на обзани на својата страница, Facebook страница, вика јас сум овој на кркушките, каже, јас му пишам од оздола, јас сум овој што на чии кркушки си качен. Така да. Добро, тоа беше последните неколку минути пред да освои титулата, тоа беше кога веќе славевме низ Македонија, низ плоштад. А што беше последните минути кога се одбројуваа додека бевте на трибините? Колку успеавте да ги, дали успеавте да ги контролирате емоциите? Не може да се окрием, тоа е едноставно. Тоа пукна како, бидејќи посебно голот која го дадоа оној Адријана која е зачука последната во она позната нивна цепелин меѓу Индира и Адријана. Тоа беше, мислам, немаше крај. Така, на прославата на 20 годишнината од европската титула, прилично беше весело, до што успеавме ние да го видиме од видеата кои што ги споделувавте, многу се играше, вие можеби бевте главен во играњето. Колкаво беше расположението, што музика се пушташе и дали и вие пеевте? Расположението беше прекрасно, бидејќи тука ги собравме сите навивачи и од клубот, ракометарки, ги поканавме и од новиот ракометен клуб Ѓорче Петров, беа ракометарките во кои што изванично ја направивме таа трансмисија на титулите од стариот кометал Ѓорче Петров на Ѓорче Петров Жерака. Денеска музиката беше направена од од два наши состави, кои што го знаат нашата музика, кој што секој пат беше дел од нашите победи на кометал Ѓорче Петров во минатото, не само кога станавме шампиони, туку ние практикувавме при секој идење и враќање, дури патувањето со Русија, кој што беа со чартер авиони, ние си зимавме и сопствена музика во кој што се забувавме, таму пеевме и
Така да денеска беа, односно на настанот беа две екипи, една од Ресен и Боби, нашиот стандарден музичар. Јас пеев, секоја прилика Што беше на репертоарот ваш, музички? Па имам и народни, имам и забавни. Омилена песма ми е Tonight или Wonderful Tonight. Од Ерик Клептон и првата беше Tonight од Дейвид Боуи и Тина Тарнер. Иначе прекрасни песни од Beatles и Rolling Stones и тоа се, или Engelbert Humperdinck, Tom Jones, тоа се мои омилени песни. И иначе многу моја народна омилена песна, претежно одат кон Битола. Битола е како најубавиот град по кој што изворни градски песни они промовираат и ја отпеав кога одам Битола. И сега малце шкембарите ме се налутија, бидејќи во песната споменав како Битола никој не давам, ја го спомнав Скопје. Сепак сум скопјенец и им се извинив дека Скопје го позаимив да го ставам во песната, бидејќи го чувствувам Битола, чувствувам исто како Скопје. Го прифатија ли извинувањето шкембарите или не? Да, го прифатија. Новиот имидж. Оно што е интересно за вас сега, последниве година-две, пуштивте коса, малку поинаку се облекувате. Во една изјава ми рековте тоа што не сум можел да го правам порано кога бев помлад или заради професијата која што работев, сега си го дозволувам на овие години. Како ви тргна приказната за да пуштите? Од каде идејата? Идејата беше веројатно таа тлееше во мене. Знаете, кога во рана младост, па и ќе ви забранат нешто, тоа е нешто секој пат повод да го тоа еден ден остварите. Бевме случајно на одмор во Грчка и пушти прв брада и гледам, знаеш, и тоа е олеснување за мене. Не секој ден мораш да идеш пред огледало, па да се бричиш, па случајно ќе се исечеш, па случајно што знам некоја ќе ти се појави некој проблем со брадата, па ајде сите оние средства кои се користат после тоа и некако останав малце така лењ, односно мрзлив. И со косата тоа беше сосема спонтано. Викам, зашто и да не ја пуштам косата, бидејќи, знаете што, колку времето минува, сеќавањата ви се навраќаат од некој рано детство. Мајка ми не имаше двојца, и јас и брат ми, кој од мене не цели 5 години постар. Она сакаше да има ќерка. И во мене гледаше да направи ќерка. И до моја 6-7 година, она секој пат ми пушеше долга коса, ми врзуваше машни, ми облекуваше како женско. Дори тие фотографии не можам да ги најдам негдека Штета што не ги носите, ќе ги исплати. Да, и сега да ви кажам, и знам дека бидејќи летата ги минувавме во Гевгелија бидејќи таму имаше и ефтин живот, и слободен живот, немаше сообраќај, немаше ништо. И знам дека мене ме спрема за прво деление и каде кај Илјо Јајцето Гевгелија ме ошиша комплетно гола глава. Веќе не бевте женско. Веќе не бев женско. Се стигнам на старата станица Железничка во Скопје, се симињам од возот, мајка ми кога ме виде така ошиша, почнам да рида солзи. Плачеше и не можеше он више да ме гледа, не може да ме гледа, татко ми мораше да земе настрана, смири се, ипак он треба во школа да иде и така натаму. И сакам да кажам, незината љубов кон таа долга коса моја некако ме натера да размислувам и во времето кога јас бев во средно училиште, не ни дава да носиме долги коси. Во гимназијата Јосип Брос, после во Јосифовски спејстерот во Гевгелија, па на факултет, економски факултет, не ни дозволува професорите што вика ќе изигравате овдека нешто што не е така. Потоа самиот мој професионален позив влегов во надворешна трговија во Технометал Македонија, па Технометал Вардар, каде таму немаше шанса да се пушти долга коса. Едноставно имавме директори кои што строго пазе на нашиот конвенционален изглед како надворешно трговски работници. Машната беше обавезен дел од нашата гардероба, сакои, панталони и кондори. Дефинитивно тоа беше нашиот имидж. И така створен веќе, склопан или скоцкан, како би кажале, јас проложив во мојот професионален свет и каде апсолутно оделото, машната, вратоврска,
кошулката и кошулата, кондурите ми беа дел од моето секојдневие. Сега, кога тој дел заврши, се почувствав малце слободен. И, знаете, слободата е која ќе почувствувате и на дневно ниво, дека можете, па не морам денеска да се брича, па не морам косава денеска да чештам. Ќе ја пуштам вака, нека расне. На крај крајва, она што го имам во себе, го имам во себе. Она што е надвор, па е надвор и тоа е природно. Така да си дозволи себе малце да живеам, малце да го на овие години да го покажам мојот стил, мојот начин на размислување за животот и животните мои потреби. И добро, сметам дека ништо не е срамно. Колку повеќе се пренаоѓате сега во стилот на облекување, со кој што наликувате и помнат. Кај мене има тоа животот ми подари да можам многу брзо да се трансформирам. Јас за 5 минути можам да ви се скоцкам комплетно, да бидам пак излезен во дело, спастрен со сите, меѓутоа сега со се новиот имидж. И пак изгледам релативно пристојно. Меѓутоа, многу уживам да бидам кежуал. Кежуалот ми е дел од денешно, да не кажам, начин на живење. Кој ви е омилен моден дизајнер, на кој сте му... Па видите, тоа е светски познат Армани објект. Армани е денеска закон. Меѓутоа, за мојот сега во понов период кежуален однос, користам бос, кој што е многу скоцкан и кој што е буквално конзервативен, па и дури во кежуал дел, бос може да влезе, меѓутоа реплей ми се онака најомилени, Massimo Dutti, тоа се отприлика брендовите каде јас се движам по моите вкусови. А добро, дали на вкусот некогаш може да си дозволите некое поевтино парче да не биде брендирано, да речеме? Апсолутно. Така. Апсолутно да ви кажам. Верувате ми, сега пред некој ден, бидејќи ги има нели многу шлепцери, луѓе кои што барат лепче да си купат. Па купив 10 на 20 пара шорапи, оние велат со дупло дно. 3 за 100 не? Не, по 40 денари пар, па да ви кажам, тоа се прекрасни шорапи. И многу се, и онака стварно ми одговарат и на патиката што ќе ставам и кој ќе облечам, и многу се угодни. Сакам да кажам, не сум болен по брендови, меѓутоа брендовите во основа нудат сигурен квалитет. Кога дојдовте во студиото, ве приметив дека држите пура во раката, колку тоа сметате дека е статусен символ на мажот, какви пури пушите, дали сте биле пушач, па сега сте се преориентирали? Мислам дека ќе ми дозволите да се ја запалам пурата и тука. Запалете ја слободно. Не, мислам мора да ги почитуваме правилата. Не, тоа е шала. Пурата ми е, јас не сум бил никој пат пушил во животот. Пурата ми е еден вид разби брига и кога треба да се концентрирам на нешто што треба да донесам некоја одлука или пак да се справам со нешто. Пурата ми има значење кога дали со другари кога пушам или во кафана или кога сум сам да пушам, ми дава една сталоженост. Сега ќе го смукнам димот. Прво, концентрацијата на пурата е колку пепелта ќе се задржи, колку пурата може да ми купи време. Тоа е првиот дел. Меѓутоа вториот дел, значи творечкиот дел е тука пурата мене ми е еден да не кажам афродизијак во поглед креирање на нови работи каде треба да се усмерам и што треба да правам. Добро, уште едно прашање само околу, сега веќе не околу модата, туку околу физичкиот изглед. Рековте дека спортувате, дали имате некој посебен начин исхрана, дали сте од оние мажи кои што готва, дали внимавате што Јас од добрите готвачи сум во прекрасни односи, бидејќи не готвам, а она што го сакам во изобилие. Не сум голем гурман, меѓутоа кога сум гладен умеам се да јадам. Кујната ми е не место кај што ми е забрането да влегувам, бидејќи уште од дете никој пат не сум бил вешт на рацете. Често пати да земам конзерва да отворам, ќе си сечам рацете. Не дај Боже да фатам нож за месо или за нешто друго, или пак да уклучам печка. Верувајте ми, и денеска во мојот дом не знам како се вклучува печката да си сварам и кафе. Не умеам, просто не умеам. И тоа е барам извинување за тие што ме познаваат и тие што не ме познаваат. Има некои работи кои што едноставно ниту ми лежат, па ниту ги сакам. Добро, спомнавте пред малку дека често играте фудбал и дека играте тенис. Колку пати во неделата и од каде како успевате да одржувате кондицијата? Кондицијата
Па, не размислувам дори да идам и во теретана. Да не Во Ледин. Па, видите вака, сметам дека се додека физикусот тоа ми го дозволува, ќе го потребувам. Еднаш неделно играме фудбал, во моментот сега малце стагнираме со тенисот, бидејќи станува малце жешко. Да. Меѓутоа ќе го возобновиме сега во подоцни часови, значи еднаш неделно играме тенис, еднаш фудбал. Толку е. И што знам, ако си дозволам еднаш да идем до теретана, еднаш неделно, тоа би било за мене релативно полна капа. Знаете, убав е чинот кога вие се припремате за фудбал или за тенис. Пред самиот играње ви треба час и половина да облечете, да се пресоблечете, да се спремите. После тоа ќе се сигурно ќе се испотите, па имаме после тоа прекрасна навика. После играњето, дали на тенис или фудбал, ние обично идеме во некоја кафана, во некој ресторан, де на пиво, де на скара, де на ракичка, така да второто полувреме честопати ни е многу поинтересно отколку првото. Али мораме да си најдеме повод зашто тоа го правиме. Се нервирате ли кога губите, псуете ли на теренот или на терен додека играм се нервирам. Меѓутоа ако завршува готово веќе дека завршува се. После сте пријатели мислам дека ги научив лекциите во спортот. Така да. Да, лекциите во спортот нервира се додека можеш да направиш нешто, да го смениш резултатот. Ако не можеш, тогаш пружиме рака, честно си изгубил и научи. На тие ваши собири после фудбалската партија, дали ви се случува да пеете? Тука веќе сакам да го наметнам прашањето околу музиката. Да. Знам дека сте љубител на музиката, пеевте песни, имате снимено повеќе песни. Од каде пред се љубовта за... Љубовта за пеењето е наследство кое што го носиме со себе уште од семејството. Така. Во тие времења се сеќавам во раните 50 години кога уште радио немаше, ни ќе не собереше татко ми, мајка ми навечер, вечерните часови често пати пееме стари песни, староградски песни, кои што и објективно и сите пееме, татко ми, мајка ми, брат ми, јас сите имаме прекрасни гласови за пеење. После во тинеџерските години формиравме своја група каде ја бев вокал, Црвено-црни, кој што не се прости многу, меѓутоа тоа беше можеби првата турнеја на тоја група каде ја запознав мојата сопруга, каде се сретнавме и после тоа направивме заедница, денеска имаме 3 прекрасни деца. Иначе пеењето секој пат ми било мене, јас и кога на факултет веќе почнав 71 година, не, 65-та, 66-та. Кога на факултет јас испитите ги спремав со Том Джонс, Инглпет Хампердик. Тогаш немаше лонг плейки, оние графитните плочи, туку беа синглови. Јас немаше испит да не спремам со музика. И од тогаш тие пеачи, како соло пеачи, солисти, ми оставија длабок печаток и во мојот да не кажам, мојот репертуар на песни кои јас сум љубеник. Елвис Пресли, Том Джонс, тоа се ретки пеачи кои што денеска преднат со своите гласови и со своите вештини и со својот, да не кажам, со своите изведби. Со Александар Митевски соработувавте, снимивте неколку песни? Не можам да се сетам дали имаше албум? Или не, или имаше обид на албум, така? Имаше неколку CD-ња кои што ги издававме. Со Александар Митевски, со Глигор Копров снимав исто така и од неодамна почнав да работиме на една песна со Владо Плевнеш, така да ќе видиме како таа работа ќе биде. Во секој случај не отстапам ни тој дел, бидејќи сметам дека музиката се уште ја изборно ја сакам и сакам да ја почувствувам. Ја спомнавте пред малку сопруга ти како сте се запознали, па ајде сега тука да ве прашам колку години сте во брак? Видите вака, уште малце еден век. Леле, ајде со среќа нека вие. Се шалам. Уште малце ќе правиме 50 години. Долго време се познаваме и се знаеме, така да со сопругата е долг период. Колку таа ми била поддршка во сето ова што сте го работеле? Како сте ги надминувале? Силна поддршка сум имал од нејзина страна во време на целиот мој период, изминат период. Бидејќи сиот тој поминат пат кој е зад мене веќе имаше своји предизвици, своји недостатоци, своји непознаници, каде одиме, што ќе направиме и објективно во тие моменти на секој најсилниот човек
или маж или жена, му треба поддршка и јас ја добивав во изобилие од нејзина страна. Така и добро, како сте ги надминувале падовите во бракот кој што секој... Па видите вака, брак е брак. Брак викат дека и мрак на моменти. Меѓутоа, да бидеме реални, бракот е една заедница во која што ние имаме форма на 3 деца, кои што тие 3 деца веќе имаме и внучиње и внука, кој што веќе на студии во Виена, и мислам тоа е богатството во кое што ние не можеме да го забораваме. Тоа е под наследството. Татко сте на 3 деца. Ајде, како е да се биде татко на 3 деца? Колку сте биле строг како татко? Што наследија вашите деца од вас? Значи, строгоста кај мене не ми е врлина. И мислам дека буквално не ни постои. Така. Може во момент само да изреагирам, меѓутоа после брзо се повлекувам. Мислам, посебно повозрасните Олга и Коста, немав многу време во тие време едним посветен. Често пати бев по патишта, Русија, Украина, Полска, Чешка, каде што врските беа многу тешки, многу долго се патуваше, еве, вие може да замислите, јас од Москва до тоа кај Белгород, Гупкин, кај што беа најголемите комбинати за железна руда, сум патувал по 12 сати со воз. Во тие времења кога се распаѓаше Советскиот сојуз, кога животот не вредеше ниту 5 пари, условно кажано, во тие предели, каде што објективно секој странец беше многу лесно препознатлив во тие кругови, посебно кои идете по тие воксали, односно тие железнички станици каде што имате секако проби свет. И навистина тоа беа тешки моменти во кои што нема време да им посветам на децата. И често пати мислам таа љубов ми можеби тука погрешив, што ја купува буквално со поклони, со давање на нешто што е незаменливо од аспект на тоа што јас како татко сум можел да им го пружам на моите деца. Сега, он има во своето школување многу селења, почна во македонски училишта, продолжија во полски училишта, после тоа завршија во руски училишта, студира во Виена, студира во Скопје, така да нивниот развоен пат беше многу тежок и испреплетен со сите премрежија кои што и ние како семејство ги поминавме. И денеска морам да кажам дека имам 3 прекрасни деца, 3 различити света. Олга е еден свет, Коста е друг свет, Филип е трет свет. Тоа се дали барам дали се барам себе во некој од тие личности. Сето тоа е споделено, да ви кажа. Хуманоста најповеќе чувствувам во најмалиот син. Тоа е полн со емоции. Бизнис карактерот најповеќе го чувствувам кај Олга. Она има таа строгост, дори поголема строгост во поглед принципиелност кон водење на бизнисот. А Коста е најпрекрасното моје синче во кој што и умее да пее, и умее да се забавува, и умее да заебе. Па добро се. Ова го спомнавте Коста и тука ми го наметавте прашањето дека тој беше дел од групата Нови дечки. Да. И која што беше прилично популарна во Многу популарни беа. Крајот на 90-тите. Да, почетокот на 90-тите. Ете така, што си велевте тогаш, има и еден феноменален спот и настапува и навистина беа популарни. И јас сум ги слушала. Што си велевте тогаш кога го гледавте? И колку му дававте поддршка во... Комплетна поддршка имаше. Еви денеска јас често пати Олга ја убедував кој има прекрасен глас, да ја направиме јас и Олга еден дует. Како Френк Синатра и Ненси Синатра. Нешто слично сакавме да направиме. Меѓутоа Олга во еден момент кажа да, после тоа се уплаши, не вика тато, ја не сум за пеење, меѓутоа и она може да се фати за микрофон. А Коста е љубител на микрофонот, многу заедно исто Филип. И Коста знае да се забавува, знае да пее, знае да свири. Не знае да свири на ниеден инструмент, меѓутоа убаво свири на микрофон. Така да знаата Ана, она умее да пее, многу убаво пее. Добро, како изгледаат вашите собировки фамилиарни? Ве сите пеете, претпоставувам дека многу се пее. Ни фалаат многу микрофони тогаш. Така, па како ја пребродивте короната тогаш во тој период кога не можеше многу да се... Па короната, да ви кажам, короната релативно сите добро поминавме. Фамилиарно.
Немаше многу журки, немаше многу тие веселби, меѓутоа сега од кога заврши апсолутно тие веселби продолжуваат и сакаме да го продолжиме тоа ниво на кој што бев секако согласно можностите кои ги имаме во себе. Рековте дека имате внуци, колку ги разгалувате повеќе од тоа што сте ги разгалувале вашите деца? Морам да кажам, внуката, јас имам посебен пиетет кон женскиот дел од моето семејство. Посебно кон ќерката и кон внуката. Дали тоа е тоа е наследство можеби од мојата мајка. Од мојата мајка, која она плачеше да има ќерка. А ја кога добив, знам дека кога ми се роди прво Олга, јас се враќам од Словенија, од службен пат, она се роди тука што родена. И она така целата растрепенена вика имаш ќерка, очекувајќи дека ја многу ќе бидам тажен ради тоа што не ми е син. И реков, мамо, тоа е најбавото нешто. Толку заплака силно што јас и денеска не можам да ги скрием тие емоции од реакцијата на мојата покојна мајка. Вашата ќерка, се извинуваме, крстена по Олга. Вашата мајка? Да, по мајка ми, да. И мислам, еве, Неда е прекрасна особа, прекрасна личност, изградена. И има прекрасен карактер, во кој што многу наликува на тетка и Олга. По карактер. Она знае што сака во животот. Она знае како да стигне во животот. Што се многу прекрасни карактеристики. Сега, бидејќи сум машко и потекнува од машко семејство, условно кажано, према машките сум малце по-ригорозен, по-строг, меѓутоа, апсолутно љубовта родителска тука нема граници. Тие се само мали нијанси во кои што на женското сакам да му дадам пиетет на вистина да се чувствува како дама и како повластена во семејството. Едно време бевте познат, можеби и се уште по хуманитарна помош, донации. Не е тајна дека сте помагале на сите оние кои што ќе побарале помош од вас, меѓутоа што е со оние кои што сте морале да ги одбиете? Настојувам никого да не одбијам. Тоа сум го правил и кога сум немал и кога сум имал. Знаете, во животот често пат имате периоди кога можете и кога не можете. Јас сум го правил тоа цел живот. Ево и сега во овие моменти кога објективно се чувствувам измамен од мојата држава и институциите на државата. Стекнат имот надвор, дојдов во Македонија, голем дел од имотот е изгубен. Дел има моја вина, ама дел институциите кои што треба да го штитат мене и мојот капитал, едноставно тука подклекнаме, дури имам сомнеж дека имаат соучество во ова нешто што се случува. Немам денеска, имам замрзнат имот, замрзната куќа, замрзната. Меѓутоа и понатака со она што го имам, јас го споделувам со луѓе кои што нема. Посебно во овие времења. Видете вака, имаме една комшика ми до офисот, Мица. Она вика, ако ти дрва не ми дадеш зимно време, нема со што да се греам. Како тоа да не најдам ја пари да ја купам дрва? Ќе ја купам. Готово. Успеавте да се снајдете добро со социјалните мрежи, го работите и Facebook, Instagram. Како се снаоѓате? Имам прекрасен тим. Така. Прекрасен тим имам. Многу сте активен на... Тимот, видете вака, ако мене ме прашате колку јас ги развивам социјалните мрежи, ќе ви кажам дека нешто повеќе од колку да почнам. Така. Ама дека знам да ги работам, не знам. Имам луѓе околу мене кои што навистина се тоа прекрасен тим и често пати ние го практикуваме тој начин. И ја да осознам повеќе и тие да осознаат за моите ставови и мислења за тоа како тоа треба да биде и правиме такви ручеци или патување негдека, тимбилдинг или онака репрендирање на некои идеи, посвежи идеи, со цел да можем понатака да обстоиме. Буквално да ви кажем, ја научи во животот. Сам човек е само за на едно место. Животот мора да го споделиме со луѓе околу нас, а посебно со луѓе кои што знаат тоа да го работат. Господине Трифон, ви благодарам што бевте гостин во студиото на Репортер и ви благодарам на овој разговор. Јас ви благодарам што навистина имавме прекрасен разговор. Јас се чувствував слободен, ќе ми простат гледачите за некои мои непристојни изрази, зборови. Нема да ги тргнам, нема да ги изречам, тие беа многу спонтани, да. Ама тоа сум јас да ви кажам. Ја често пати умеам и со моите деца да бидам многу онака слободен и да изговорам некои зборови кои што секој ќе се засраме, меѓутоа тоа е мојот стил, тоа сум јас. Не кажавте ништо страшно.
што би рекол Луи 14, се моа. Ви Това благодарам. сум јас. Тоа се ви благодарам уште еднаш на бавиот разговор. Благодарам.